Уште еден голем успех за штипскиот кикбокс клуб Гладиатор Фајт од учеството на Европскиот куп во Сараево, Босна и Херцеговина. Клубот предводен од тренерот Ченел Асанов учествуваше со тројца надпреварувачи, а во штип носи златен и бронзен медал. 11-годишниот Љупче Коштанов освои златен медал во категоријата помлад кадет дисциплина кик лајт минус 37 кг, а тој земне телевизија ги сподели импресиите, а кој се подготвуваше со Викторија Варадинова. Јас сум задоволен со тоа што освоив прво место на Европски куп во Босна. Првиот противник беше добар, но вториот беше одличен противник. Втората борба јас ја губеше 2-0, но одеднаш ја превратив на 3-0 јас водев. Да, ова ми е мотив за да бидам во иднина уште подобар и се да ми биде први место, златни медали. Ова ми е втор златен медал, првиот ми беше на државното првенство. Вториот медал за Гладиатор Фајт го освои Антонија Тасева, која во категорија до минус 60 кг кик лајт дојде до бронзен медал. Со обзир со тоа што првата ја тепав со 3-0, втората беше поискусна, светски шампион, и таа ме тепа со 2-1. Беше малку тешка борба, но поминавме. Јас сум задоволна, бидејќи успеав да стигнем до трето место. Јоан Јанковски не успе да се пласира во борба за медал, а на Европскиот куп заврши како петопласиран. Конкуренцијата беше добра, јас за жал изгубив во првата борба, ме победија со 3-0 и ќе пробам тоа да се поправам за нареден надпревар. Тренерот Ченел Асанов е задоволен од успесите на неговите надпреварувачи, како што вели земне телевизија, со тројца надпреварувачи има 2 медали. Пред се сум превише сум задоволен од моите борци, од тројца борци со 2 медали се вратив во нашиот град. Така да овој Европски куп ми е еден чекор напред за квалификации за Балканско првенство и за Европско првенство. Последните настани што ни очекуваме, имаме у мај имаме државно првенство, у септември имаме Балканско првенство, така да овие турнири што ги настапуваме, мораме да постигнеме резултати и фактички да се пласираме за Европско и Балканско првенство. Интерес за овој спорт во штип има, вели Асанов, а најмалиот член во неговиот клуб има 5 години. Вели дека е задоволен од тоа како напредуваат како клуб во целина. Нашиот член во Гладиатор најмал ми е од 5 години. Па до 50 години, најстариот. Па не е битно, битно е да има морал и мотив и жалба за тај што сака да се направи и тај што сака да тренира. Превише сме задоволни и јас и мој помошник тренер што е Викторија Варадинова. Пред се можам да кажам за Љупче Коштанов, пошто он е најмал и најмлад спортист од нашиот клуб, пошто подготовките спремавме се со Викторија Варадинова и Љупче. За 3 месеца он државен првак стана, па после тоа за кратко време фактички се наседа за 6 месеца и европски шампион стана. Започнато е подготовките за државно првенство, за квалификации, како што ви спомнав, за Балканско првенство и за Европско првенство. Пред се ни Балканско првенство, пошто е у септември месец ни е у Бугарија, така да мораме да се фокусираме за квалификации да улеземе на Балканско првенство од јуниор до сениори се Балканското првенство. За кикбокс клубот Гладиатор Фајт ова е голем успех со дисциплина и правилна работа на тренерите Ченел Асанов и Викторија Варадинова, а клубот веќе цели кон нови следни предизвици.